председателе, почитуван заменик министер, колеги пратеници, почитувана македонска јавност. Денеска дебатираме, односно точка на дневен ред е Законот за дополнување на Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа. Начелно, замислата на овој закон е општините да добијат повеќе пари од данокот на додадена вредност за полесно да се справат со пандемијата од COVID, со кризата која што е створена од пандемијата од COVID-19. Во предлог законот се предвидува во 2021 година висината на приходите од данокот на додадена вредност да се обезбедат во висина од 4,5% од просекот на наплатениот данок на додадена вредност во последните 3 фискални години, наместо 4,5% од наплатениот данок на додадена вредност за последната година. Законот ќе важи за 2021 година. Според мене ова законско решение е ненавремено и нема да ја постигне целта, и така малиот ефект кој што ќе го има, ќе биде за жал злоупотребен од страна на градоначалниците кои што се на власт. Според процентите, ова законско решение ќе овозможи дополнителни околу 2 милиони евра, значи на предвидените околу 34, вкупно 36 милиони евра кои што ќе треба да се вратат на општините. Почитувана јавност, општините, за жал, наместо сервис на граѓаните, се претворија во загубари кои поради расипничкото и неконтролирано трошење на народни пари и неработењето на локалните власти значително влијаат на зголемувањето на вкупниот државен долг во Република Македонија. Само за информација, 11 општини во континуитет се со блокирани сметки и едва исплаќаат плати и режиски трошоци. Клучно за оваа точка е можеби прашањето што направи оваа власт во однос на зголемувањето на изворните приходи од општините. Сите бевме сведоци на големи предизборни ветувања во кои што се ветуваше дека локалните самоуправи ќе станат посамостојни, понезависни, но за жал стануваат се поцентрализирани и за жал се подалеку од она што треба да го представуваат во суштината. Но како и за се друго, кога кампањата завршува, тогаш и се заборава она што се ветува за време на изборите. И наместо да се реализираат ветувањата, денеска повторно имаме на дневен ред закон кој што само фрла магла во очите на граѓаните, а нема ништо дополнително, односно корисно да донесе за финансирањето и за опстанокот на локалните самоуправи во оваа тешка пандемиска криза. Ако се направи анализа на состојбите од владењето на СДСМ и ДУИ, ќе се заклучи дека општините се повеќе се централизираат и за жал стануваат дувла на вработување на партиски кадри. Факт е дека поголем број од општините и јавните општински претпријатија не се знае точниот број на вработени, а особено на вработени со договор на дело, што се злоупотребува секогаш пред избори за да може да се добие глас повеќе. Кога станува збор за овој предлог на закон, мора да се навратиме и на законот кој што беше донесен во 2018 година, кога владата на Заев обезбеди околу 50 милиони евра кои што беа бризгани директно во буџетите на општините за да се сервисираат долговите. Овие 50 милиони евра беа дадени, одобрени, без при тоа да се направи детална анализа каде се потрошени овие пари, за што се потрошени овие пари, а исто така не се направи и анализа на одговорноста која што требаше да ја понесат и дел од градоначалниците за недомаќинското и за несовесното работење. За жал, и општина Тетово е една од општините која што е најзадолжена, односно во моментов е број 1 задолжена општина со 9,8 милиони евра долг. Овие пари, 50 милиони евра, ова можем да го потврдам од искуството, се исплаќаа на фирми кои што за долгови на фирми кои што беа блиски со работници на локалните власти, на градоначалниците, а останаа домаќински фирми кои што работеле нели совесно и изведувале работи за општините кои што не добија ниту денар од овие 50 милиони евра и ден денеска општините се уште им должат пари и на нив како правни лица, но исто така должат и голем износ на средства и на физички лица. И тогаш и сега како партија апелиравме дека не е доволно само да се дадат, да се бризгаат пари во буџетите, туку треба да се направи добра стратегија за тоа што
треба да се постигне со тие пари, затоа што на крајот ефектот и она што може да го видиме денеска е дека повторно имаме висок степен на задолженост на овие општини, а голем дел се приближуваат веќе и на долгот кој што го имаат и кој што го има исто така пред 2 години. Денеска, како што кажав, на неполни 2 години потоа имаме иста или слична ситуација. Презадолжени општини со доспеани, а неплатени обврски од околу 70 милиони евра, долгови на општински предпријатија, извршители на работи кои што не сакаат да ги изведуваат своите работи затоа што не им се платени долговите и така натаму. Кога сме кај долговите, на пример, општина Тетово е најголем должник, како што кажав, со 9,8 милиони евра, иако пред 2 години беше исплатен долгот од 50%. И покрај енормната задолженост на општината од 9,8 милиони евра, во последните 3 месеци од 2020 година, градоначалничката го зголеми долгот за 1,4 милиони евра. Значи, општина Тетово, во која половина град нема питка вода за пиење, односно има големи рестрикции на вода, должи 10 милиони евра без при тоа да се сервисираат основните потреби на граѓаните. Ако се погледне системот на набавки на општината, ќе се забележи дека кон крајот на 2020 година се склучени договори со милионски суми за изградба, реконструкција на улици, купување на бекатон плочки, улично осветлување, изграда на водоводни мрежи, направена е подготовка за предстојните локални избори, кога ќе треба да се купуваат нови хидрофори за згради, да се бекатонираат дворови, да се асфалтираат улички по желба и секако да останат дополнителни средства за нови партиски вработувања. Но сепак граѓаните имаат добра меморија и ќе се навратат на тоа што го ветувавте за време на локалните избори, за време на кампањата и секако ќе одлучат на кого ќе ја дадат довербата на следните локални избори. Тука би сакал да го прашам и министерот, кој за жал во моментот не е, заменик министерот не е во салата, кога последен пат Министерството за финансии направило финансиска контрола на трошењето на парите на општините и општинските јавни предпријатија. Само да подсетам, општините потрошиле 2 милиони евра за службени возила, за луксузни возила, каде што стари, кои што биле не постари од 3 години, ги заменувале со нови, исто така луксузни. Општина со долг од 4 милиони евра купила возила во износ од 114.000 евра. Потоа ме интересира дали Министерството за финансии знае колку обврски се преземени од јавните предпријатија со одлуки на советите, во кои мнозинство имаат Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ. Дали знаете дека на одредени јавни предпријатија во кои се краде на големо со одлуки на совет се преземаат долговите, а во меѓувреме истиве овие кратциве повторно аплицираат за нови кредити. Потоа ме интересира дали во овие 4 години е активиран инструментот за одговорност на градоначалниците, доколку дозволиле презадолженост на општината или блокирани сметки, што е нивна обврска согласно Законот за финансиска дисциплина. Не знам зошто, еве и покрај окава презадолженост, Министерството за финансии не смогна сили да состави едно координативно тело кое што навистина ќе се позабави со енормниот раст на општините. И не е само пандемијата, и не е само епидемијата причина за преголемата задолженост. Доволно е да се присуствува на седниците на советите на општините и ќе може да се заклучи како недомаќински и нетранспарентно се трошат парите на граѓаните. За жал, се испорачуваат партиски сметки, се испорачуваат партиски барања, а советите за жал представуваат само продолжена рака на градоначалникот, кој што ќе треба да биде алиби за евентуалниот криминал. И така сметам дека ниту една општина, ако сум грешка нека ме исправат, не ги презела потребните активности и мерки за надминување на финансиската нестабилност. Само да подсетам дека постојат глоби за недомаќинско работење на градоначалниците од 5.000 до 10.000 евра, кои што можат да бидат изречени, но оваа алатка до сега не е искористена. Исто така, како власт не се направи ништо за да се зголеми и процентот на наплата на локални даноци и кога ќе се направи увид во завршните сметки на општините, ќе се забележи дека имаме едно катастрофално финансирање на општините, не се применуваат мерки за наплата на даноци, за зголемување на оваа наплата, што
сепак потоа останува на товар на граѓаните преку нови кредити и нови задолжувања кои што ќе треба да ги плаќаме и ние и нашите наследници, односно следните генерации. Благодарам.